22.10.2020 година, значи околу 3 месеци после изборите. Тие беа предвремени, се сеќавате. Основен граѓански суд Скопје, тужба, тужител ВМРО ДПМН. Застапувано од овластено лице Христијан Мицковски. Преку адвокатско друштво Наумов, Менкиновски и партнери, тужен Филип Петровски. Основ утврдување на граѓанска одговорност и надомест на штета за клевета. Има што да чуете, драги гледачи, многу работи денеска ќе ви станат појасни. Хронологија на релевантни настани. 1.1. На 22. јули 2020 во емисијата Само вистина, која била емитувана на националната телевизија Канал 5 во 18.30, како гостин во дебатата со лицето Павле Богоевски, бил повикан тужениот Филип Петровски од Скопје. За време на дебатата, тужениот Филип Петровски од Скопје во емисијата Само вистина на националната телевизија Канал 5 ја дал следната изјава. Сум ви кажал 100 пати, они меѓу себе си се храбрат, како сега тоа во Белата палата го прават. Истото и на другата страна. Си се бираат по волјата на партискиот лидер или сега како што ќе стануваме султан партии и секогаш тие што го тапшаат лидерот по рамо ќе имаат предност да се кандидираат. Да не ви кажам колку од пратениците сега што се изберени се во љубовни врски едни со други. Па од листите, жените, мажите во партијата што се прават листите. Тотален блуд и разврат владее. Тоа треба да се смени. Но не може да се смени затоа што корумпираните политички елити 3 точки. Тужителот оставил 3 точки. Продолжува. Вие знаете добро дека јас секојаш тоа што го кажувам, стојам позади тоа, го мислам и добро знаете дека после 20 емисии кај вас немам ниту една тужба за клевета. Затоа што јас овде кажувам само 10%. Завршува цитат. Нов цитат. Уште 90% имам за на суд, ако затреба. Партиите се претворени во легло, тоа се однесува и на нивната, на блуд и разврат. А во нашата точно знам кој со кого е врзан и зошто е награден со пратенички места сега. Еве да бидам малку поотворен. Затворен цитат. Нов цитат. Во изборната единица 4 би можеле вака да подзагребеме малце, да ако ви интересира за што сега зборувам. Затворен цитат. Па да слуша јавноста, да цени, да расудува и да пресудува треба, посебно членството на ВМРО ДПМН. Стрпете се до прва доаѓа на интересното.